Добро вечер, почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. И оваа саботна вечер ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание, се разбира со супер гости, со супер музика, со супер разговор, со многу млади луѓе овде во студието, кои што верувам дека и нас ќе ни го подигнат расположението, се разбира, а и на вас покрај малите екрани. Се радувам што ја држам плучава во рака, бидејќи тоа се млади луѓе кои што работат исклучиво добра музика. Може би сакала да научам да скречам како нив или да пуштам музика како нив, но никогаш не е доцна, барем така велат. Така да, дечки, да знаете дека може би ќе треба да ме научите да пуштам и на плоче музика. Како и да е, за сите оние кои што не можете да го проследите ова оригинално издание, односно премиерата, ќе можете да не видите и на репризното издание кој што оди во недела во 1 часот и 30 минути и се разбира на YouTube каналот Фидбек со Елена. Нема да должам многу, ајде да видиме кои се нашите вечерашни гости. Што радости не можам да ви опишам овде во студиото на Фидбек, посебно што имам навистина и многу драги луѓе овде до мене. Луѓе кои што ќе ги представам како колектив, можеби, заради тоа што или банда, ајде, онака со некој поурбан речник, кои што се толку склопени меѓу себе, кои што функционираат фантастично, кои што се како луѓе прекрасни, кои што пуштаат музика која што апсолутно нема да ве остави рамнодушни, туку едноставно почнувате да дзипате, да рипате. После имам едно прашање за нив, дали преферираат хип-хоп со head down или хип-хоп со hands up, ама ќе видиме. Како и да е, екипата на Sure Shots се овде со мене и многу ми е драго. Дечки, здраво! Здраво, здраво. Како сте ми за почеток? Не наспани. Ми рекоа многу рано е снимањето, века молам, како рано, мислам, не е рано, таман си е. Дамјан, Насти, Роберта. Лена, не можам да ве запамтам сите. Даре Айрис Креч, Оги Ипсилон и Цуци. Hello, уште еднаш. Здраво, здраво. Ајде вака за почеток имаме некои прашања кај што ве нели запознаваме од некој малку таков поразличен аспект. Па за почеток, хип-хоп или R&B? R&B. Сите сакам да ми Хип-хоп. 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 Рок-н-рол, Цуци. Добро. Хип-хоп или трап? Хип-хоп. Хип-хоп. Трап. Од двете помалце. Од двете помалце. Добро. Клубски журки или големи, да речеме, open air фестивали? Фестивали. Клубска журка. Клубска журка, мислам ја. Клубска журка. Зошто клубска журка и зошто фестивал? Клубска журка е најчесто по онака Збиено. тука во последно време што помалку клубот некако побава енергија се прави. Додека Open Air фестивал исто така многу добри искуства, али скроз поинаков е пристапот према пуштањето на музика и од публиката према диче, да. Предпоставувам, да. Овде сте некако по-блиску со публиката и поинаку се чувствува. Домашни артисти или странски гости? И двете. Што преферираат? Односно, што повеќе поддржувате, ајде? Дали домашните артисти или оние кои што доаѓаат од страна? Ова е малце потешко прашање, не се одговаравате или. Поддржуваме македонски артисти цело време, сме поддржувале во минатото уште повеќе, али последно време пуштаме доста странска музика и повеќе странска музика на нашите диџеј настапи. Добро, кога би повикувале гости на вашите журки, тоа би било со домашни артисти или И така, и така. И така, и така. Добро. Класичен хип-хоп или модерни трендови? И двете. Микс? Роберта? Модерни трендови. Само ново, само модерно. Само ново, Да, добро. да. Од двете помалце? Од двете помалце, микс. Само старо. Обожавам што сме вака мешани. Затоа добро функционирате, да Точно, знаете. да. Меѓу другото. Ајде после ќе го имам тоа прашање, меѓутоа сега ми дојде во глава, бидејќи сте стварно микс од екипа сте,
Како обстојувате да не се скарате? А претпоставувам дека се карате, да не се скарате во меѓувреме, чекај, дај ова ќе пуштаме вечерва, не бе, дај можда подобро ова да пуштаме вечерва. Како се координирате? Има разбирање, има некоја хиерархија која е настаната со текот на времето, го почитуваме мислењето на другиот и го зимаме во обзир цело време и гледаме да го направиме правиот избор врз база на претходно доста направени муабети и рационално и разумно размислување што е најдобро да се направи во тој момент. Добро. Ама интелигентни одговори ми давате, бре. Ова дома учевте? А ја наставничката овде ме молам кец. Или наставничкава, така се чувствувам во моментот, затоа што сме наредени онака како наставничка со ученици, но неважно, супер. Кендрик Ламар или Дрейк? Дрейк. Дрейк. Не, добро. Дрейк, а? Дрейк. Добро. Тоа што ве прашав. Head nod, публика, значи го имате ова или ова? Само ова. Или hands up? Hands up. И јас сум тој играч, да знаете. Hands up само, Always ништо hands друго. up. Добро. Односно да преведеме, раце горе. Така, мораме да и тоа. 90s New York City хип-хоп или нова Атланта сцена? Нова Атланта. Ве фатив ова. Нова Ова Атланта. фатив. Нова Атланта сцена. Нова Атланта сцена? Сите? Не. Цуци OG. Цуци OG. Ти си скроз New York City 90s, а? Добро. Европски или американски рап? Американски. Во историјата Американскиот рап е ствари од таму и потекнува. Последно време е британски, да, последниот 10 на години. UK Да, хип-хоп. нешто изненадија. Да. Стварно изненадија во најпозитивна смисла на зборот. Да. Кога сте на сцена или кога слушате одреден диџеј, што ви е побитна, енергијата или техниката на пуштање? Енергијата. Од двете помалце. Двете комбинација. Комбинација, така? Добре, дечки. Тука завршуваме со овој дел, меѓутоа седнуваме на тросет па се гледаме за кратко. Ајде. Добро, со аплаузов, тоа значи дека влегуваме, односно се враќаме назад во студиото. Искрено да ви кажам дека многу ми е полна душата, полно ми е срцето, заради тоа што волку полно студиово не било никогаш. Посебно кога имаме млади луѓе овде до нас и посебно што многу добро ми стои капчето, барам така ми рекла. Како беше не Jenny from the block, него Lenny from the block. Да. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Уште еднаш добро ми дојдовте, навистина ми е многу кејф што сте овде. Оги, ти ќе ни пушташ музика во позадина, ама ќе те седнеме, ќе направите една ротација после, така да ќе те имаме и овде. Дечки, за почеток секогаш ми се наметнува прашањето како во суштина се разви целата приказна, како вие како личности знаевте дека треба да се бавите со ова што се бавите денес и како генерално настана Шршоц. Мора да го спомнеме Панчо. Без Мора и така Панчо да ништо, почнеме. така е. Панчо почува и умир стари. Он е човекот што е... Пане наш. Он е човекот што е основач на Шршац и он е човекот што не спои сите нас во оваа екипа и он е човекот што во најголем дел влијаеше сериозно и професионално да почнеме да го работиме ова преку можноста која ни е дадена самиот почеток. Преку неговото влијание секојдневно врз нас да работиме, да се трудиме повеќе, да учиме, да работиме. И не може да го правиме овој муабет без да го спомнеме него. Така да Значи, вие сте биле баш деца, ова е пред 21 година. Шршац основан пред 21 година. Така. Да. Повеќе луѓе се свртеле низ екипата во овие Верувам. 21 година. Многу луѓе не се веќе дел од екипа поради XY причини, али Цуци, кој е сега позади таму, е најстариот член од нашава екипа сега, со најдолг стаж што се вика екипата. После некој време преку него, бидејќи он од кемен од нас во Тафталидже, он ми дава шанса, ме запознава со Панчо и ме зимаат. Верува во мене, го дава зборот за мене и... Ај мали овде го Ај земаме мали да го видиме. земеме, да. Јас почнав, сам пуштав музика неколку пати. Цуци беше на првата журка кај што пуштав музика, што организирав ја сам со другарите во 2009 година. Веруваше во мене, виде нешто можеби во мене и ми дава шанса и ја земав таа шанса и почнав професионално да работам уште многу млад. После некое време и DJ Нести Даме
сам имаше почнато да пушта музика, се знаевме ние бидејќи сме генерацијски тука. Преку некои канали го запознавме, се запознав со екипата и него му се даде истата таа шанса. Сега тука мислам дека Роберта и Оги отприлика слично време влагаат у екипа. Оги како диџеј си имаше свој бранд, своја нека нова музика, тоа што се појави трапот, се знаевме ние претходно, се познававме преку таа музика, па го запознав и он влезе у екипа и после тоа и Роберта. Да, драго ми е што имате и девојки, Роберта и Ива се овде во екипата. Ива ќе ја поздравиме затоа што не можеше да дојде. Ама и немаше каде да ставиме. Односно ќе се спуткавме некаде. Не, Брик, ти денеска во улога на ко-водител. Ја не знам за секој Чекај, случај. дали си љубоморен со оглед на тоа дека ти го земаа местото? Прво тоа ме интересира. Уживам, мене ми е супер. Уживаш? Да. Добро, тоа ми е многу окей. Роберта, даме, колку, односно, колку вас ве исполнува првично сето ова? Работата со Sure-Shots, заедно во Sure-Shots, дали можеби никогаш настапувате и сам по сам, не мора да сте секогаш нели екипно? Предпоставувам. Не настапуваме цело време заедно, Така. или си имаме свирки на страна, секој посебно, што е многу окей. Функционираме стварно перфектно. Не е само тоа на сцена што го гледате, туку се дружиме приватно сите, така да Не, мене сте ми пример за тоа како треба да изгледа една функционираме, се групација. поддржуваме, се надополнуваме, така да феноменално функционираме. Роберта, ти како девојче, како ги разбираш мажиштава околу тебе? Многу се сплотени, Добро. па се наоѓаме во... Има еден многу битен момент во екипава, а тоа е дека кога има одредена работа, нема тука диџеј организатор или нешто. Сите го работиме истото, никогаш не сме се делеле за било што, па ќе го спомнеме Панчо, он е тој што не научил на тоа, дека Јасно. кога има работа, работиме сите. И мислам дека тоа е онака најдлабокото нешто што вистински одржува екипата, да не дека нема кавги или пречки, нормално. Ако ги нема, значи нешто не е во ред, Апсолутно, да да. бидеме реални. Ама во главном функционираме многу добро. Се надевам дека и публиката го приметува и од страна се гледа тоа. Така. Овде може дури ќе се најдеш и ти Брик во прашањево, па ако сакаш можеш да се надоврзиш. Што значи да се биде добар диџеј? Затоа што се разбереме сега, диџеј има милион по светов. Жанровите нема да ги спомнувам, со оглед на тоа дека навистина музиката и трендовски се минува и секој има различен вкус и така натаму, меѓутоа за да еден диџеј биде успешен, што треба да поседува? Освен тоа да има талент сега, тоа е неспорно. Ова е најтешкото прашање. Знам. Ај Брик може да Ај почнеме со Брик, тебе, баш пуши ме ти, интересира. ти како најискусен. Што да кажам? Стварно не, за мене ми е ова многу комплицирано. Прво треба да знаеш, нели, покрај талентот, мислам дека треба да знаеш многу музика. Не само жанрот што го пушташ, општо мислам, треба да се запознани со трендови, со стара музика, мислам основата. Од тука би почела. Може да те надополнам, треба да ја сакаш музиката. Треба да сакаш Апсолутно. да сакаш да ја слушаш, пред се да сакаш да ја слушаш, да сакаш да одиш на туги диџеј настапи, на други концерти. Тоа Да се покажува надополнуваш. Да слушаш албуми, да преслушаш стари дискографии, да гледаш кој што пушта, кој што слуша и да ме пушта ова добро, ова ми се свија, да истражам малце поише кој е нов стил, оги што го слуша сега. Мислам дека таа љубов и тој драйв, затоа така викаат има една поговорка, не верувај на диџеј што не игра дека пушта музика. Знаеш, што не се Се забавува, сложува. што не Значи дрво. Да. И мене тоа ме нервира, викам зашто бе овој ко мргут некој, зашто? Секој си е различен, ама ако Сериозно? играш Не му се на свиѓа. својата музика, значи дека уживаш и Да, ти да. на некој начин. Така, ја предпоставувам дека, еве се може и Дами и Роберта ќе се служат, дека треба да си првично да си свој, да веруваш во тоа што го работиш, да ја сакаш музиката што ја пушташ, затоа што веројатно има разлика и автоматски ми се намитнува следното прашање, дали кога пуштате музика за себе, односно тоа што вие сакате да го пуштате, тоа ми е прашање до сите диџеи и секогаш ме интересирало, или е музиката која што сака публиката да ја слуша, пошто има разлика. Зависи од диџејот. Не, тоа сигурно. Меѓутоа, дали добро, јас верувам дека мора да се прилагодите горе-доле и на публиката,
Сепак публиката е тука заради вас. Јас мислам дека за луѓе што пуштаат надвор, што пуштаат во Добро. клубови, во кафичи, на фестивали, тие диџеи треба да пуштаат музика за публиката. Публиката е секогаш на прво место. Исто како што во секој друг бизнис клиентот, потрошувачот е секогаш на прво место, така и кај нас е слично. Умешноста е да го направиш тоа, да ја задоволиш публиката со твојата музичка селекција, начинот на кој што пушташ музиката, а сепак да останеш свој во сето тоа и да Така го е, да дадеш нема- твојот шмек. Да нема што би се рекло компензација сега во смисла ова не ми се свиѓа, ама ќе го пуштам заради. Веројатно имате и такви ситуации, да ме имали. Да. Има понекогаш сега. Мора и тоа. Некогаш мора да искочиш од шаблонот помалце и да метнеш нешто што не го сакаш, мислам не го сакаш. Не го сакаш до толку може. Не го сакаш до толку, не дека Ама секој од Ама нас публиката има... го обожава, Да, да ама речем. секој од нас има црвена граница за тоа. Тоа сакам И да тоа е кажам. многу Сега не важно. може никој да дојде да ви каже пушти ми ја цеца се тропа сега- и да се направи тоа. Нели? Да, До секој си тука има- е лимитот и Види, на некој црвената граница му е ја не пуштам хаус, на некој му е ја не пуштам балканска музика, на некој му е јас не пуштам нов хип-хоп, на некој му јас не пуштам хип-хоп Така. постар од 2001. Пример. Значи А секој примате ли сугестии, на пример, од страна, од кој ќе дојде вака, некој ќе се качи до вас? Може ли оваа песна, може ли, или кој ќе почне со телефоните? со телефони, Со телефони. со телефони, Може оваа песна, мислам. како плюка темата да ти ваа даш. што го допира многу. да, ме добива Затоа се јави, ајде, добро. Оваа ситуација со телефоните, кај што бараат песни вака, се појави после COVID. Тоа беа некои нови генерации што не беа запознаени баш како треба да се однесуваат во клупи према диџејот што ја пушта музиката. Тој начин не го прифаќаме никако. Дури Амен. се обидуваме и уопште да не ги гледаме телефоните, бидејќи чим гледаш, чим даваш внимание на тоа што пишува на него, автоматски ја читаш, автоматски после треба да кажеш може или не може или покасно. Не. Тоа не е начин за барање песни. Ако Се некој сложуваме. стварно сака да побара песна што ние би му ја пуштиле, треба да дојде културно. Брат, роден ден ми е, на девојка ми е роден ден, ова е омилена песна, Добро. дали мислиш дека може да се убаци? Со задоволство, ако се вклапа во сетот, со задоволство ќе ја пуштам. Се случувало многу пати таков совет да ни даде идеја што може да пуштиме што одговара во моментот, бидејќи Да. ти дека песна се заборавил, некој ти ја бара и ти викаш Може добра, баш да се вметне. Може да се вметне овде. Чим неговото друштво ја сака таа песна, ајде да пробам нешто во тој стил, малце повеќе да отидам и можеби во текот на вечерта ќе отидеш малце повеќе во тој подстил и ќе имаш успешна вечер бидејќи не само тоа друштво, него и други друштва околу нив ќе се забавуваат. Али пред се начинот побитен е начинот на барање отколку самата Не песна. можам исто, јас кога ќе видам со телефоните вака залепени пуште, вака му го тоа е бута на многу диџејот во, некултурно. во очи. Чекај бре, девојче, или кој да е, Да. не може што е така. И колку ви смета сега новиов ајде да речам однос на публиката, овде Роберта повеќе сакам да ја прашам и како девојче нормално. Затоа што девојките почесто го прават тоа. Колку ви смета она бутање зад пулт, зад сцена и така натаму? Јас сум човек, не. Знам, ве допирам, нели? Баш таму кај што треба, а и брик ти слободно уклучувај се во сите овие работи. Значи, пушта диџејов музика, напикани до него, под него. Значи, не можеш ни да мрдаш, ни да работиш првично како што треба. Второ, може чашава со вода да се истури на плочите, не дај Боже, тоа се вредни работи. Трето, смета да никој цело време ти диша во врат. И четврто, смета по мене, јас како слушач на музика, како практикувач на музика, јас сакам да денсам на музика, јас сакам да ве гледам, значи да сум од оваа страна и да можам и вас да ве гледам, и да играм на музиката, и да ја уживам музиката како што треба. Ве молам да се произјасните во одно. Ајде. Сите, прва Роберта. Ја чекам Роберта. Ајде, да видам. Мислам дека тоа Учителкава. Учителка. Роберта. Тоа е постанал некој тренд, некој Што бидна работа. Не знам. Мислам дека дел од луѓето не знаат да си поминат добро ако се на подиум. Доаѓаат на журката и најбитното нешто Горе, е до да диџеја. застанат позади диџеј. Да. Ние како екипа постојано настојуваме да го вратиме оној момент денслор, човече, пошто така е многу битно тоа. Пред се за нив како диџеј, друго е кога гледаш целата публика пред Се тебе, сложувам, се енергија, кој како реагира на музика едно друго, друго е кога си позади тебе. Нормално, на секоја журка и секаде има екипа што
често Добро. поштува музиката, дошол Ворете. некој повозрасен, можеби застанете тука да ги испоштуваме и се тоа. Нека се А, тројца, мислам нека се дека- 5 луѓе. Апсолутно, мислам дека поготово помладиве треба да го искусат прво денсфлорот, па после да дојдат до тој момент. Не дека ние сега ги делиме луѓето и Не, нешто, и ама воопшто во туку никоја насока не го кажав тоа. Значи, меѓу другото, мене луѓе прво што правате, дојди позади. Не, сакам напред да играм. Значи, дојде некое време кога диџејот со грб пушта на публика. Мене тоа не ми е јасно. Не можам да го разберам. Да. Свртен од зидот пушта и позади него луѓе го играат. И не сваќам. Или што е моментот поентата. на бон тон на однесување на публика. Дама, не може ти да си пред диџеј и да си свртен со грбот на диџејот. Како што сум јас во моментов, меѓутоа морам. Меѓутоа морам, така да ќе ми простиш. Јас ја обожавам таа сцена и знам што значи, и знам како треба да се однесува човек, меѓутоа се вртат со грбот, си снимаат нешто друго, си разговараат, значи ако не си дојден овде за денс и за музика, зашто си застанал, така? Така е, да не хейтам премногу. Не, за крајот од хейтаме, денот- тама работа. Да, знаеш, луѓето ако си излезе ни навечер, нека си поминат како сакаат, само нека не прават ствари што им сметаат на другите. Мене лично не ми смета да има околу мене луѓе, се додека не се преднападни, се додека ете не замараат за песни, не ги истураат пејачките кај нас. Најбитно е да биде подиумот полн и најбитно е луѓето да се забавуваат, да се весели, да носат добра енергија во клубот. Се друго, кој како сака да застане вие, каде. да. Вие го правите тоа, и станица 26 секогаш приполна 12 клубот, 3 кичен, каде и да пуштате музика. Сега зборувам кога сте заедно, поединечно, веројатно си имате и некои други места каде што човек може да ве најде и да ве сретне. Како е, односно, колку е тешко да се направи бренд, со оглед на тоа дека сметам дека во Македонија баш некако тешко се буткаат тие работи. Бренд за журка, мислиш? Не, бренд како Шршац. Затоа што вие сте веќе бренд. Не е тоа само диџеј групација, да речеме. мислам дека е многу битно да се препознатлив, да не копираш. Сега јас последно сум влезена во екипата и не можам многу да им се мешам во музика и во се тоа, ама нормално слушам и други диџеи, пратам се што се дешава низ градов и општо низ Македонија и низ цел свет нормално. И не дека се моја, ама многу се препознатливи по тоа што го прават. Апсолутно. Затоа Спајси се. Вистински се навлезени во работата, премногу слушаат музика, пратат нови трендови, нормално и се до сега што поминало и тоа е еден клучен момент да станеш препознатлив по нешто. Иначе фала, можеш и у приватен живот да ни кажеш. Ние се договоривме вака. Чекав момент. Ова е во прав момент. Гледаш каков комплимент ви даде? Ова е огромен комплимент. Нормално. Еднаш со Даре во неврзан муабет, вика, па добро, еве, овде малку постари доаѓаат, викам, молам, рака дори се најде, викам, молам, па добро, викам, и постарите знаат да уживаат во ваква музика. Да. Така беше. Дали вие сакате да се смените сега? Оги, ќе дојдеш на позиција на дама? Ајде. Ајде да те слушнеме и тебе малце. Добро. Брик, дај некој твое прашање, ајде, некој диџејско. Диџејско Некој прашање. диџејско Може, прашање. тие диџејски прашања. Пример да речеме, сега си во Слободно, клуб имаш седни си. 200-300 души, навикнат си убаво тие секојаш кој е фул. Што ако се случи имаш 50 души да речеме, ама добро расположени. Дали ќе се журкаш исто како со 500 да речеме? Исто, може би подобро. Јас ќе кажам истото, веројатно. Многу подобро знае да искочи некој што Да. е со 50 души. Тоа се случува на некои приватни журки, се случува во некои помали градови каде што сега последно време одиме почесто. Помали се местата, ама има друг шмек. И посебно ако се погледат тие луѓе да сакаат сличен тип на музика, може многу убава атмосфера се направи. Исто како со луѓето што настапуваат и што прават концерти, што прават свирки. Според мене треба да дадеш 100% или има 5 луѓе пред тебе или има 5000. Се слагам скроз. Да. Некогаш знае да види ако е препуно да нема никаква атмосфера. Па тоа и тоа може да се случи, Да, да. има секакви ситуации. Да. Тоа е усари, баш Пулно убаво не мрда. прашање. Пулно е, ама нема енергија никако, никој не мрда, ништо не прави. Се случува и тоа често.
Дали се врзувате? Мине еднаш ме си има случајно на журка, сега вие сте помлади, не знам дали памтите, во Елемент, Дейв Мадерсол, може и сте го слушнале, а може и не, небитно. Така една баги журка, ама не беше нешто посебно, јас утепав од играње, ми се погоди онака ептин. Диджејот се симна од озгоре, значи немаше ни мимика ни ништо, се симна од озгоре, ме гушка и ми вика фала ти. Значи фала ти. Во смисла ми ја извади вечерва, вика за тебе пуштав музика. Не знаете какво чувство, луѓе. Во таа насока сакам да кажам дека некогаш и да се 10, 15, 30 луѓе кои што ја разбираат вашата музика е подобро него 500 како што кажа кои што Да знаеш дека како диџеи сме многу благодарни за луѓето што во првите редови или околу нас sejedno играат и се исполнуваат добро. Најбитните се тие и многу сме благодарни за секој еден од нив, за секоја вечер кога ќе ни дае некоја енергија и кога ќе можеме, што ти рекол и он, за тебе пуштам, за нив да пуштам. Од нив да ни трне вечерта. Најубаво е да се пример друштво на девојки што добро ќе изгледаат во прв ред, што ќе ги знаат песните. Па пушташ за нив, па преку нив ќе се разиграат и друга друштва Они шират енергија, ја шират енергијата, ти со музиката така што пушташ, да ланчано оди. Да, знаеш дека има бар неколку друштва што се поминуваат добро и ти дава малку самодоверба на почеток. Како не? И целата вечер тече многу хубаво, така да од срце сме благодарни за секој што доаѓа, игра, се поминува добро на нашите. Океј, имаш ли некакви посебни ритуали пред настан, да речеме? Ритуал е да сум добро наспан, да сме добро искоординирани за цела вечер како екипа. И да ќе завршиме работата нормално, таа после следува. Како што треба. Што е за, ќе почнам од тебе, ќе се надоврзите, што е за тебе да речеме успешна журка? Што е добра журка? Што е добар настан, еве, не мора да е секогаш журка, ајде. Настан. Ако е поголем настан, многу добра организација од страна. Добро. Јас сум доста помал и сум, да кажам, со Роберто исто време влезени во шуршот. Некако многу добро ми дојде целата екипа онака за учење, за како да постапуваш со луѓе и организација. Ептин сте служни, значи ве обожавам. Јас Некако, не знам, не знам како да го опишам тоа. Мене како ме утива. баш ми е драго. Тоа е за поголем настан, а за помал настан немам некој, не знам. Така. Не знам како да одговорам. Добро. Што значи успешен настан, успешна журка? Не знам, мислам дека зависи од енергијата. Некогаш си одам дома после четврток журка, не било преполно диското, ама била добра журка, имало добра енергија, имало убави луѓе, си легнувам презадоволна. мирна и сум презадоволна, Така. си пишувам у група, дечки, вечерва беше газење. Лудела. Да. Некогаш нормално, кога сакаме да им представиме нешто на публиката, битно е ние да има и голем број на публика што ќе го види тоа. Мислам секако на крај на денот работиме нешто што Така ни е е. битно да стигне до луѓето. Ама мислам дека во главном сите настојуваме на тој момент да само да помине добро журката во смисла на енергија и Да си помина добро луѓето. Постои ли се уште оној, би рекла, условно кажано, стрес пред настан или не? Пошто веќе сте долго време во ова, затоа прашувам. Или едноставно се... Ја највеќе го имам. Да, добре, ти си најмалиот, Ја највеќе го најмладиот. имам. Ти си најмладиот и треба. Види, знаеш како вика, таа позитивна трема е нормална со оглед на тоа дека така ќе дадеш се од себе, нели? Точно, тоа сакав и да кажам, таа позитивна трема се осеќа пред секој диџеј настап. Кога ги имаме резиденциите во Скопје, пред се тука мислам на Спајси во четвртак во станица 26 во моментов, најчесто има некоја ствар што треба да се заврши пред самата журка. Кој ќе намести опрема, каква е ситуација за влез, резервации, ако имаме гости кои ќе пречека гостинот, кој ќе го смести, кој ќе биде одговорен за што. Има тука мала тензија додека отвориме врати во првите 15-20 минути од кога ќе почне журката, после тоа најчесто си легнува онака оди сама. Кога се обични диџеј настапи по другите градови или во помали барови или клубови, sejedno има таа позитивна трема да помине се добро, а кога е поголем настан што сме го организирале помногу време и што како што кажа, ги носи поголема одговорност, таму има стрес неколку недели пред самиот настан и можеме да кажеме и за време за целиот настан, па дури кога ќе заврши да се спакува се, да заврши се, да биде секако што треба,
да бидат исплатени сите луѓе што работеле, ако имало некој проблем да се реши. Јасно, јасно. Тоа се веќе и оние и позадински работи кои што мора да се пазат за да испадне си во пакет како што треба. По мое, значи кога сум доаѓала на на ваши журки, на други журки, небитно, многу често ако треба да ги споредам нашите диџеи со, да речеме, диџеите, со странски диџеи. Не само што можеме да се носиме рама до рама со нив, него некогаш имам чувство дека нашите диџеи се и подобри. Кое е вашето чувство во однос на тоа каде сме ние во некоја таква споредба со еве странските гости, да речеме, или со странските диџеи? Можеме да збориме за оваа наша хип-хоп сцена, клубска хип-хоп сцена и општо хип-хоп сцена во Европа пред се. Јас мислам дека може би звучи нескромно, ама може да се носиме со диџеите од било каде. Има диџеи што доаѓаат од цела Европа, што ни се гости, добри пријатели, што кога ќе дојдат кај нас на Spicy. Да може вода да ви носат луѓе. Не зборам конкретно са кој има подобра техника од наша екипа, диџеј Нест има најбољи скил за скречање, за такви ствари. Јао. Мислам да ги покажува таму дел од стварите што може и што знае да ги направи. Или не зборам за тие детаљи, него сакам да кажам дека луѓе доаѓаат, еве сега беше Тобиас, наш многу добар другар од Швајцарија. Баш пrekодниот четврток беше тука и си пишувам утре дента како се поминува, она вика најбоље букинг за оваа година ми беше ова. Значи луѓе од цела Европа доаѓаат, диџеи што пуштаат активно во своите градови и држави, доаѓаат на Spicy во четврток и си поминуваат. Извини, пушти глас, пуштате глас, може? Како ви Добра звучи техника ова? имаш, дечко. Тоа е тоа. Нима се ќе се достанеме да се разиграме овде. Јас си слушам музика од пред. Чекај, го снимам. Близко. Тоа е тоа. Ови од моје време се. А навистина, да. Па реално и ти знаеш ваква музика да вртиш. Па да, минатата емисија баш Некојаш кој ќе му речам, многу сме смишни со Брик, заради тоа што слушаме малце поразлична музика, он сегаш се враќа на 90s, 80s, некој такви, кам да, нешто, и он, од тие твоите хаусот, електронската музика, од тие? Не можам, што да правам. Ама нема врска, јас сакам се што е добро, луѓе, мене хип-хоп, знаеш како може да ме подигне? Како не, највеќе може да подигне. Најмногу. Ајде, Брик, повели, ти сега ко-водител ли си, што ли си? Помагај, ајде. Помагај. Се шалам. Ке остандаре да си каже што има да си каже. Те прекинавме, извини. Не, тоа. Не, јас сум на музиката за крај. Баш би сакал некој диџејски муабети, онака да Ајде, скртиме, повели. како имаш некој прашање, баш би сакале да одговориме, мислам дека и даме може. Долго време се знаеме, долго време Да, пуштуваме музика. долго време се знаеме, Да. за тоа викам се шо да ги прашам. Малце заглавив синоќа. Да. Добро, нормално сега да кеми така И другото, еве едно добро прашање. Што правите и како го живеете животот со оглед на тоа дека знаете да заглавите до 5 до 6 са бајле и слично? Со логи овој момент некој време го правевме, али може Роберта прво да почне дека она заглавува временски, ама не заглавува. Да, ја не пијам алкохол, никогаш, така да го немам проблемот. Ти го, добро, Што ти не го може немаш да не си проблем. наспан, ама тоа се Да. трпи. Не сум наспана четврток, петок, сабота, ама како и он си надокнадувам други После денови другите од денови се неделата, надокнадува, добро. А моментот на маморлук и тоа го немам, пошто Што е добро, Вие се маморлуците што бајте. со логи го збореме Како ова. буде? Цуси, ти после ќе ни кажеш отприлика. Не? Добро. Искуство е во прашање. Искуство е во прашање, се служувам. И треба пракса, луѓе. Треба многу Треба тренинг. пракса. многу. Треба да ја лекот си го имам најден сам лекот, начинот на пиење алкохол и пуштање музика и живење на овој лайфстайл се го имам научено сега последните неколку години, конечно после толку време живење така. Многу вода дека се пие алкохол. обавест. Тоа се заборава, легне тоа најчесто го колку забораваме сите, реално. Да, колку толку нормален, са бајлето, убаво јадење, после тоа да се излезат дома обавезно, дали прошетка, дали некој лесен тренинг, Да. или нешто такво да те освежи малку да испоти одмарање и после тоа доаѓа пример петок, пак истото, сабота, пак Јона истото. нова што би се Цела рекла. време си- И после тоа, битно е недела до четврток, за нас, на пример, недела до четврток да се направи еден баланс. А колку често е недела до четврток?
А сега пред нова година, бога ми, Овие 2 месеци да, ама после тоа си гледаме да направим, јас бар лично гледам да направам некој баланс од недела до четврток, да се хранам здраво, да спијам повеќе, да вежбам појако малце и тоа ми дава добра Да, те енергија. гледам трчаш па ќе... Да, трчам, баш тука трчам цело време. Да. добро, ќе направиме една мала кратка пауза за реклами, па се враќаме назад во студијата. И ете назад во студијата. Рековме, hands up. Ајде, сите сме. Браво, Нисти. Така, се вративме назад во студиото, се разбира, јас си почнав некако со Капчево, така планирам да си завршам. Искрено ќе кажам, дечки, ни летна времела. Вака, кога имаме убави гости, кога имаме убав разговор, секогаш ни завршува, односно ни лета брзо времето. Не е доволно. Да, не е доволно. Па види, со оглед на тоа дека вие сте млади, меѓутоа имате искуство зад себе, со самото тоа кажува дека навистина имаме и многу муабет и многу разговор. Јас или на гледачите ќе кажам, многу често знаеме ние да си разговараме кога ќе седнеме негде и кога ќе си и небитно на ручак, на вечера, како и да е, па знаеме да си направиме некои вакви off the records муабети. Меѓутоа ми е драго што можеме тоа да го кажеме и на камера и малку да го сватат луѓето од еден поразличен аспект. Последното прашање, кое што воедно ми е најбитно, е фидбекот. Односно, кој е вашиот фидбек од тоа што сте, од тоа што го работите, од тоа што го правите? Ова ќе важи и за Нисти, значи кој е фидбекот, ќе ни одговориш од таму. Ама ајде ќе почнеме од овде. Јас? Брики, ти спремај се за прашање. Фидбекот, односно тоа што ги имаме добиено сите овие години работа, пред се преубави моменти, преубави искуства, многу познанства од целата држава, од сите градови во Македонија, од цела Европа, цел свет можеби. Good times, многу мемории, повеќето убави, добри искуства, секоја вечер, забава. Тоа е фидбекот и многу сум среќен и благодарен поради тоа. Тоа е тоа. Дарко одговори на Сега се сите. повторуваме, да, сите го доживуваме истото. Да, добро, истото. Исполнетост пред се. Так. Мене тоа ми е многу битно, што работиме нешто што вистински го сакаме и не исполнува и никогаш го нема момента да леле, сега треба да одам на работа, туку едва чекаме. Оно кој ти нешто летаат многу лучињата на ново, работа, знаеш. И Супер. тоа што го кажа Даре, многу познанства со луѓе, со многу битен момент, кој имаш онака се Апсолутно. поширок круг околу тебе. Заслужувам. Уги? Све исто што кажа, све исто. Да, ние се повторуваме, Потполно. тоа е тоа. Потполно. Фидбекот и од публиката, од Апсолутно. Љубовта што од осеќаме, љубовта да. што ви се дава. Брик, предпоставам дека исто и кај тебе. Ќе се надоврзам со тоа што исто така за мене фидбек додека ги мотам каблите да си идам на кај дома. Полне уште локалот. Значи сум успеал, сум ги значи задржал до никој крај. не е, тоа е тоа. Никој уште Тоа не е сака да си тоа е уди. најдобриот Малку фидбек, е. мислам дека. Дури малку е време. Јас се слагам со сите, да, така да Дарко кажа се надоврза, Потврдено е. така е. Добро, јас како и секогаш ќе си седнам овде меѓу вас за да си одјавиме. Ќе се смениме малку. Може да се смениме си, ти знам дека ми ја сакаш оваа да си ја сакам. кралскава столица, Е еј. удобно таму, овде ми е тен као за мене. Види. Се мести за будител да дојде. Се мести. Дички, вака да ви изнагушкам. Тоа е даме. Ајде, Нисти, дојди и ти, ајде. Доаѓај, чекајте, имаме уште еден член. Дојди и ти, да те гушнеме, да те стиснеме овде. Је! Фала ви многу, најмногу на свет. Прекрасни бивте, продолжете со тоа што го правите. Панчо сум сигурна дека од горе гледа и знае што правите и дека ве поддржува во секој можен поглед. И е горд на сето тоа што го правите. Горди сме сите ние што ви имаме, заради тоа што верувам дека една ваква млада популација може да не представува и овде, меѓутоа и достоинствено и надвор од границите на државава и треба да имаме такви луѓе. Дали вие си поминате добро? Прекрасно. Супер. Се гледаме наредно сабата. Муа. Чао, пуштате ни глас. Чао. Фала. Forever, never sing that long until you're wrong. And know that
that the day by day ruler came to keep home. The Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to Africa, there all the seller. Thoughts of me, thoughts of she.